Алармантни податоци за нашето ментално и психичко здравје покажуваат анализите на Фондот за лекови. Според нив за една година сме испиле над 2 милиони кутии со седативи. Групата на диазепани, бензодиазепини, лексилиум познат како меѓу пошироката популација диазепам. Во секој случај и антидепресивните препарати се прилично во подем. За жал, старосната граница се намалува. Пациентите едногласни во ставот дека без нешто за смирување, притисокот на секојдневието не може да се издржи. Не знам, без тоа дали некој може. И на ваши години, а не на наши. Значи, пијат се многу. Обавезно. Без тоа не бива. Таков е на живото. Што мора да се? Да, ако не са они, се станеме птен за никаде. Користиме сите лекови. Ако не повеќе 50% користат. Нервират се. Но на што мислиме дека не смирува, всушност подмолно ни го крати животот. Седативата влијаат на системските органи кои последователно со повеќе годишна употреба доваѓа до пореметување во организмот и со тоа и намалување на животната старост. Од една страна е опасноста од седативите, од друга стресот кој доаѓа во различни облици. Како човек да излезе на крај со сето тоа и има ли замена за таблетите кои сепак делуваат брзо и сигурно? Прво, пред да се реши било кој од нас, да рече, јас сум веќе сега пензионер, да кој од нас сака да го смири да нешто се знае повеќе за себе, да се јави на психијатар, психијатар ќе го препорача за некој излези или за психотерапија, или сам ќе почне со него со таа психотерапија и така да може да се избегнати седативите што ги користиме ненормално. Иако разговорот со психијатар е вистинското решение за надминување на проблемите и спречување и лекување на депресијата, сепак на нивните врати малкумина тропаат. Причините се банални, срам и нелагодност, а последиците се голтање на таблети кои само го камуфлираат проблемот, но не го решаваат.